Топ тема, добро вечер. СДСМ е пред нов партиски конгрес викендов, предизборен и отчетен, на кој статутарно треба да се потврди и довербата во раководството согласно постигнатите изборни резултати. Така пишува во статутот, а исходот е повеќе од очигледен по последните одлуки кон крајот на минатата година на Централниот одбор. Ќе биде ли ова конгрес каде ќе се реализираат или навестат и најавите, што формални, што неформални, дека група поранешни партиски функционери отворено ќе се спротивстават на актуелниот лидер Венко Филипче и начинот на кој тој ја води партијата? Или тоа пребројување, кој е одговорен за поразите, за идеолошкото обезличување? Кому му е при срце повеќе партијата, а кому личните кариери и позиции? Кои се стечајните управители, а кои лажните доверители? Ќе остане во сферата на хошкање и шушкање низ кулуарите на култните скопски и други градски кафеани низ Македонија. Дека СДСМ е далеку од ресетирање по два последователни изборни дебакли е повеќе од очигледно. Колку што во исто време е очигледно нејасно дали и како СДСМ ќе се спаси од самиот себе пред се. Вечерва во Топ тема мој гостин е Петре Шилегов, поранешен градоначалник на Скопје, поранешен пратеник во два мандати, член на партиското председателство или извршниот одбор, подпредседател и еден од неколку темина кои по поразот на локалните избори јавно повикаа на оставка од актуелниот лидер. Добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер, добро вечер за гледачите на Телмо. Конгрес е во недела, реков, ова е еден од редовните постизборни, кој не исклучува и иницијатива за никаква одговорност на раководството, бидејќи по статутот тоа е суштината, да се разгледаат изборните резултати и согласно со нив раководството, партиските тела да добијат или не доверба за понатаму. Ќе одите на конгрес или не сте делегат? Не сум делегат, нема да бидам присутен на конгресот и тоа не е толку големиот проблем. Жално е што кога ја правите најавата или кога го воведовте интрото во емисијава, прочитавте толку квалификации кои што се перцепција на јавноста, перцепција на луѓето, не се мои, да речам, или јас да ги изговорам, од тоа дека е партија во пропаѓање, стечајни управители, доверители, споменавте се и се што, и тоа е нешто што е... Се обидов да сублимирам се, што и вие сте кажали, кажуваат и други, е перцепција на јавноста. И тоа е нешто што, за жал, е присутно во и околу СДСМ во изминатиот период, така што очигледно дека е создадена и потреба, очигледно дека е созреана и состојба внатре во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да дојде до сериозни поместувања, се со цел да овие епитети, овие атрибути кои што вие ги употребите, едноставно не бидат врзани кон Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Па ќе речем, не се мои сублимирани се. Ако не сте делегат, ако не сте делегат, ако не одите на конгрес, работите ли конгресот да не успее? Не. Конгресот може да не успее, имало таква ситуација во СДСМ. Никогаш, да речам, и во изминатиот период, јас лично, верувам и сите добри познавачи знаат, и ниту јас лично, нити луѓе на кои што навистина Социјалдемократскиот сојуз им значи, што таму вложиле добар дел од сопствените животи, не може да работи, не треба да работи против интересите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На крајот на денот темата дали овој конгрес што следи ќе биде успешен или не е лажна дилема, бидејќи вакви какви што се поставеностите за кои што веројатно ќе разговараме, совршено е небитно дали ќе успее или нема да успее тој конгрес. Ако успее, тој ќе биде верификација на она што сите го квалификуваме како погрешни политики во определена низа на период од различни луѓе кои што се наоѓаат во непосредното раководство на Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период.
Ве прашав за Конгресот, дали ќе одите, дали на некој начин се обидувате да ја пренесете таа порака со втор би било тоа во низата неуспешни конгреси на СДСМ, при тоа неуспешни значи не се појавиле доволно делегати. Бидејќи практично тоа е единствената партиска арена каде ако сакате можете да ја реализирате вашата порака од 17 декември да барам оставка на председателот на СДСМ. Не е единственото место. За жал, во последно време се перцепира... Фейсбук најмалку. За жал, во последно време се перцепира како единственото место. Ова ќе биде трет поред конгрес. Еден неуспешен, еден неодржан, ово е сега закажан, не знам навистина како ќе заврши. Ние немавме отчетен конгрес за причините за поразот на СДСМ во изборите 21-ва. Пропадна па беше одржан. Не. 21-ва после локалните избори, согласно статутот мораше да има конгрес, тој конгрес не беше одржан. После парламентарните избори 24-та пропадна конгресот и сега се одржува конгрес кој што ние сме среда вечер од оние сознанија што јас ги имам, ги имам од теренот до делегатите на конгресот и до општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз. Не се испратени конгресните материјали, не се испратени предлог заклучоците, нити се испратени предлог политички одлуки кои што треба да бидат разгледувани и донесени на самиот конгрес. Патем кажано согласно статутот на нашата партија, општинските организации треба да ги разгледаат тие материјали, да ги разгледаат предлог заклучоците, да донесат свое мислење и видување и да ги задолжат делегатите што ги представуваат тие општински организации на самиот конгрес да завземат став. Ако вие немате одржан централен одбор, ако немате одржан централен одбор во функција на подготовка на конгресот, ако немате доставена документација до општинските организации и до делегатите со предлог на политички заклучоци, тогаш за каква дебата всушност може да стане збор на самиот конгрес. Очигледно е дека некои одлуки се веќе донесени во тесен круг на неколку луѓе, не внатре во институциите на партијата и тоа што ќе се деси или што ќе се случи во сабота ќе биде само резултат на таа една постапка. И прва ќе биде да биде така во СДСМ? Па да. Не. Да. Значи Социјалдемократскиот сојуз секогаш квалитетно ги спремал своите конгреси. Навремено било доставувана документацијата, особено знаете како, треба да се разговара за изборниот пораз на локалните избори минатата година. Па добро, вие споменавте и 2021, па не било разговарано, па тоа не ве спречи да останете и понатаму во партиските тела и тоа во извршниот одбор на Димитар Ковачевски. Значи, не е доставен од страна на Централниот изборен штаб извештај за локалните избори до Централниот одбор и до Конгресот. Како ќе се разговара за причините и последиците од и мерките кои што треба да бидат превземени внатре во Социјалдемократскиот сојуз, ако вие не сте доставиле извештај за причините за изборниот пораз. Добро, тоа се внатрешни техникари зад кои што не може да ја поставите оваа силна изјава, да, барам оставка од председателот на СДСМ, која всушност еве да бидеме појасни, требаше да биде некакво појаснување за нешто што друго претходно го напишавте, а тоа е дека македонското законодавство познава убиство од небрежност, познава и убиство со умисла, но не познава самоубиство со умисла. Кој врши сега самоубиство со умисла? Мислам дека актуелното раководство врши самоубиство на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа би било убиство. Па ако сте раководител на СДСМ и го убивате СДСМ, тоа е самоубиство на Социјалдемократскиот сојуз. Оваа моја изјава во таа форма беше дадена после неколку средби со актуелниот председател господинот Филипче во Социјалдемократскиот сојуз, во кој што јас овие ставови кои што сега ги презентирам пред вас и пред јавноста
Со него ги разговарав на 2 пати во средби што траја повеќе од 3 часови, во кои што се, да кажам, убедувавме и разговаравме со аргументи за потребата од промени на политиката и промени во раководството. Затоа што да излезете после дебакалот изборен на локалните избори, каде што на листите имаме околу 100.000 гласови, бидејќи излегува со податок 135, ама Скопје го броја 2 пати и за општините и за Советот на град Скопје. Значи околу 100.000 гласови, тоа е во Македонија за голема партија како што е Социјалдемократскиот сојуз екзистенцијален минимум. Значи да водите и да креирате политики во континуитет на определена групација на луѓе, каде што сега е актуелната оваа која што е, кои што ќе го доведат СДСМ до ниво на 100.000 гласови, тоа значи дека вие свесно ја водите партијата во незино исчезнување. И тоа беа разговорите кои што ги разговаравме, бев убедуван дека тоа се добри резултати. Јас се извинувам, 5-та партија во Скопје, 3-та во Куманово, 3-та во Штип, 3-та во Велес, 3-та во Прилеп, 3-та во Битола, и некој да ве убедува дека тоа се навистина фантастични резултати и само што не ни тргнало и Социјалдемократскиот сојуз ќе се ефектуира во власт на следните парламентарни избори, мислам дека сериозно е далеку од реалноста, далеку од вистината, далеку од потребите на македонското Што баравте од Филипче, каков вид на промени? Лично заменување, затоа што согласно статутот председателот на партијата е тој кој што го дава конечниот збор или изборот на кандидатите за градоначалници. Не можете вие да барате одговорност од сите околу себе, што патем кажано ја немаше, се изврши некоја шминкање на извршниот одбор. Не можете да барате одговорност од сите околу себе, а вие сте тој што сте ги номинирале луѓето што го доживеа тој изборен дебакал. И сте ги креирале политиките кои што јавноста не ги препознава. И сега граѓаните се криви, кандидатите за градоначалници се криви, не знам кој све не е крив, ама највисокото раководство, тие неколку луѓе не се никако криви. Тоа е за мене неприфатлив стандард во политиката. Од аспект на една зрела демократска пракса, од аспект на една модерна демократска партија СДСМ, не е тоа. Секогаш била партија која функционирала на ниво на консензус и компромиси меѓу различни групации. Ваквиот став дека рибата се чисти од глава, веројатно и а не од опашката, веројатно и одговара, но зашто не му давате за право на Филипче и на дел од неговите поддржувачи дека тој сепак иако со 2 мандати, еден за довршување на мандатот на Заев и вториот автентично 4 годишен него, сепак на функција само 1,5 година. Падот на СДСМ, ќе се согласите или не датира од тогаш. Малку подоцна треба да се вратите, ако го анализирате падот. Е консеквентен и е заслуга на определена групација која што во моментов е представена во името на господин Филипче. Која е таа групација? Определена групација на луѓе кои што ги креира политиките. Не сакам видете интервју или разговоров. Кога иницирате дека нешто не е во ред и дека ова е резултат на една групација, тогаш нема причина да не се именува групацијата, бидејќи значи дека нудејќи речение вие ќе бегате од решавање на проблемот. Не можете да лечите без диагноза. Диагнозата не ја воспоставувам јас. Кој? Диагнозата ја воспоставува членството на Социјалдемократскиот сојуз, кое што во огромно мнозинство се согласува со ова што вечерва го зборувам или она што јас го кажувам. Во огромно мнозинство во смисла на поранешни, во смисла на актуелни партиски функционери, во смисла на поранешни, во смисла на актуелни пратеници на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, не би сакал да лицитираме со имиња,
затоа што суштината на проблемот за кој што разговараме и болката на проблемот за кој што разговараме се вика Социјалдемократски сојуз. Не е Петро Шилегов битен тука, не е нити било кој што вие го споменавте битен како индивидуа. Факт е дека Венко Филипче, факт е дека Венко Филипче е континуитет на групација која што ги носи најсериозните внатре-партиски одлуки во Ама простете вака ми звучите само малку по-софистицирано и малку по-воздржано од портпарол на ВМРО ДПМН, кој не се стеснува во отворено да каже, да го каже името и презимето на таа групација, тоа е Зоран Заев и Венко Филипче како негова експозитори, или ајде да не ги повторувам сите. Која е разликата? Па добро, не, разликата е што ние разговараме за потребите на Социјалдемократскиот сојуз. И констатирате дека ВМРО ДПМН има своји политички потреби да употребува или да шпекулира со имења. Јас тоа нема да си дозволам да го направиме, меѓутоа мислам дека доволно јасно кажувам дека групацијата што во континуитет ги носи одлуките и ги креира политиките на Социјалдемократскиот сојуз во моментов е кулминација во ликот на актуелниот претседател. Еве, ајде поинаку низ хронологијата на годините наназад. Која е таа групација и кој и помогне на таа групација прво да направи статут со двојни стандарди. Од една страна еден високодемократски механизам за избор на лидер на непосредни избори, а од друга страна многу внатрешни механизми за султан партија. Кога тоа се прави, и вие, кога тоа се прави, вие не сте никаде на маргините. Вие сте во центарот на политичките случувања во СДСМ. Ако бараме виновници, да, секој од нас, вклучително јас, на определен начин сме дојдени, сме виновни за оваа ситуација во која што дојден Социјалдемократскиот сојуз, затоа што за многу одлуки кои што биле носени се верувало во честноста на намерите, кој што понатаму за жал се извитоперија и тоа на сериозно еден брутален начин. Меѓутоа велам, исклучувањето на членството во носење на одлуките и креирање на политиките, особено на локално ниво, монополизацијата на носењето на одлуките за кадровските решенија, како и за крупните политички прашања, никогаш не биле нити желба, нити императив на било кого кој што учествувал, верувам дека е така, кој што учествувал во овие процеси кои што вие ги зборувавте. Впрочем, еве, деноиве, денеска слушаме дека Социјалдемократскиот сојуз немало да го поддржи проектот Safe City. Кој орган на СДСМ ја донесе таа одлука? Кога беше донесена таа одлука? Па денеска биде соопштена македонската јавност. Зборуваме за кој е органот на Социјалдемократскиот сојуз што декларацијата за Бугарија некаде пред локалните избори ја достави до собрание. Кој органот што ја донесе таа одлука, да таа декларација, па да имате разор и понуда за оставка на координаторот на пратеничката група на СДСМ, бидејќи такви сериозни крупни политички прашања не се институционализирани, не се разговарани, не се дебатирани, не е донесен заклучок, не е донесена политичка одлука во рамките на органите на СДСМ, што значи дека два-тројца луѓе негде на маргините ги носат одлуките и нас само ни ги соопштуваат, што веројатно ќе се согласите со мене, бидејќи и вие сте предолго присутен во македонската политика или долго присутен во македонската политика. Не во македонската политика, може би како хроничар или околу македонската политика. Не како учесник, него фала, не благодарам. Не како учесник, туку како посматрач, ќе се сложите во Социјалдемократскиот сојуз, никога се нема да случајно. За сериозни прашања, секогаш имало внатре во органите на партијата сериозни разговори, сериозни одлуки, сериозни дебати. Па некој што ќе наметнал мислење знаел и да се повлекува за некои одлуки, бидејќи внатре била дебатата. Јас пак ќе ви кажам, еве на овие најблиски прашања за кои што разговараме,
на кој тоа орган, кога е одржана седница на извршен одбор, кога е донесена одлука или на централен одбор, кога е одржана координација на пратеничка група и е завземен став да не се поддржи определен закон. За кој што се согласуваме дека има контраверзи во него. Меѓутоа, кој ги разговараше нив? Кога е донесена таа одлука? Така што монополизацијата на носењето на одлуки, монополизацијата на позициите е причина за реакцијата на актуелните пратеници, на поранешни пратеници, на актуелни раководители, на актуелни високи функционери внатре во СДСМ и поранешни високи функционери. Всушност, појдете низ структурата на Социјалдемократскиот сојуз по општинските организации. Ќе видите дека се заклучени. На 3 дена пред Конгрес вие имате заклучени општински организации и изборуваме за некаков легитимитет на Конгрес. Така што работата е премногу сериозна. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е судбински врзан со судбината на оваа држава, за да можеме така лесно да ги препуштиме работите и лаконски да се согласиме со леснотијата со која што сега разговараме. Кои се тие за кои што зборувате во множина и пак ќе речем, на кој начин планирате да ја артикулирате и спроведете оваа порака, барам оставка или еве, бидејќи велите сте група, бараме оставка за да не се случи тоа да остане само, како што реков, тема на кулуарите или тема за Facebook преписки. Најмалку Facebook преписки, јас ви кажав дека до конклузијата или до заклучокот јас дојдов после неколку средби на кои што се обидов она што е, пак ќе ви речам, најразумно на свет. Вие да го сведете Социјалдемократскиот сојуз на 100.000 гласови, да бидете пета партија во Скопје, вашиот кандидат за градоначелник да не влезе во вториот круг и вие да излезете со теза дека тоа е одличен резултат и дека ВМРО-ДПМН е паја, патем кажано ВМРО-ДПМН е главниот политички противник на Социјалдемократскиот сојуз и мој. Во политичка смисла зборувам. За да тука немаме дилеми околу одговорите, знаете, тогаш немате поинаков механизам, освен она што го гледате, да се обидете да го артикулирате. Историјата познава многу генерали што останале без војска. Номинално. Биле генерали, го задржале чинот. Меѓутоа, немале војска што ќе употребат. Слична е позицијата која што сега се случува внатре во раководството на СДСМ. Како е ќе го артикулирате тоа незадоволство внатре и низ која форма? Се артикулира секојдневно. Пак ќе речам, секојдневно зборуваме за од најобичните членови до... Не, јас не зборувам за ваши средби, договори, ковање стратегии. Имате ли стратегија? И што ќе постигнете и кога и на кој начин? Во многу блиска иднина се чувствува тоа дека ќе дојде до определени барања не само од моја страна, туку пак велам од сериозна една групација на членство на актуелни пратеници. Вие имате внатре во пратеничката група, освен двојца-тројца послушници, другите 10 луѓе не знаат ни што прават, ни што чинат. Со тие луѓе се разговарало. И сега вие ако се доведете во позиција дека 15, ако вие се доведете во позиција дека сте председател на партија во која што ни пратеничката група веќе не знае што да разговара со вас, тогаш без оглед на известниот легалитет на изборот за председател. И легитимитет. Го немате легитимитетот. Кога? Па во истиот момент кога вас би се затворени општинските, кога на вас ќе излезат актуелни пратеници, кога на вас ќе излезат дел од актуелните општински раководства, дел од луѓе што и тоа како оставиле печат во историјата на Социјалдемократскиот сојуз, веројатно ќе знаете дека е моментот дека треба да се покаже. Луѓето што оставија печат, меѓу кои сте и вие и многу други, одамна си отидоа. Иако имаат директна одговорност. И компартијата. Едноставно, вие помогнавте, повторно ќе речам, да се трасира тој пат. Вие молчевте кога се правеа тие промени во статутот, вие молчевте кога, условно,
може би бевте и жртвено јагне во нечии политички амбиции, односно во нечија политичка калкулација, односно во политичките калкулации на поранешниот лидер, кога вашата втората градоначалничка битка беше употребена во неговата стратегија референдумско изјаснување за мене или јас си одам. И вие наместо после тоа да барате одговори, одговорност, отчетност за очигледно лошите политики, причини и така натаму, вие сите консензуално од сите групации го поздравувавте тоа како највисок чин на демократија и тоа е првиот чекор на вашето учество во она што денеска го нарекувате убиство, самоубиство, уништување, разградување на СДСМ. Две работи ќе кажам, пак ќе речам, не сакам нити да ја враќаме приказката, сериозна и актуелна. Па мора да ја вратите. Во ред, затоа таму се корените. Ќе потсетам и верувам дека и вие знаете дека не е случајно дека јас од позиција на градоначалник на Скопје бев сменет од потпредседател на партија. Во така наречената метла. Значи тоа е број 1, број 2, вие потоа повторно влеговте во трка, после тоа се случи тоа што се случи, ги изгубивте изборите и вие останавте и во извршниот одбор на Димитар Ковачевски. Моето инсистирање, зборувам за себе лично, тогаш и не беше, да речам, вака зрела ситуацијата како што е сега, моето инсистирање на свикување на конгрес, за жал, како член, тоа го барав, вие барате внатре, знаете, сега ме обвинуваат зашто зборуваш јавно, јас тога зборував внатре. Еднаш бев сменет од потпредседател на партија, вториот пат не беше свикан конгресот, кој што го напоменавме после локалните избори, на кој што ќе ги разгледавме причините и кои ви се изборите што ви стојат. Меѓутоа, сега е зрела ситуацијата да целосно дојде до промена на таквата политичка логика, која што во континуитет Социјалдемократскиот сојуз го носи на ова дереже на кој што е сега. Опциите се малку. Не една е. Добро, се неколку. Мене ме интересира како ќе го изведете. Рековте, групата, форматот, нема да го откриете. Еве пак да се обидам, ќе биде тоа движење, ќе биде иницијатива за фракции, бидејќи имало и такви обиди во историјатот на СДСМ, или ќе биде некакво иницијативен одбор цело за промени. Како? Не мислам дека е благодарно во оваа фаза, затоа што пак ќе речам секојдневно. Значи, ние сме луѓе што сме растани во партијата. Секојдневни се контактите. Секојдневно имате на различни места, на различни нивоа неформални луѓе или неформални поединци кои што значат во локалните заедници, кои што се јавуваат, пријавуваат на оваа тема. Така што мислам дека е прерано да го разговараме форматот. Секако дека во дадена ситуација веројатно ќе созрее некако формат. Меѓутоа, се уште сме во фаза кога се сублимираат сите овие впечатоци и ќе ги почекаме некои од работите. Не знам зашто не има впечаток дека нешто затскривате, затоа што набројувајќи што би се случило, рековте, кога се затворени вратите, ајде тоа ќе го на општинските организации, ќе го оставиме тоа на фолклорот на внатрепартиската дебата, бидејќи толку е пасивизирано членството, имам дилема дали се некој ги затвори или едноставно нема кој да влезе или нема кој да влезе внатре, меѓутоа многу е посериозно, се извинувам јас. Многу е посериозно кога ќе најавите дека ако ви се случи, еве, бидејќи вие сакате да бидете демек коректен, не кажувате ако му се случи, еве јас ќе се обидам да ве преведам. Значи, ако му се случи на Венко Филипче дека ќе ја изгуби утре, задутре, за 15 дена, за половина месец, за 1 месец, половина пратеничка група, тогаш тоа не е само зачеток да видиме па да процениме. Тоа претпоставува сериозни разговори, да не речам задкулисни игри, бидејќи очигледно не се дел од една внатрепартиска дебата. Значи, јас ќе почнам онаму каде што вие почнавте да го поставувате прашањето. И вие, поставувајќи го прашањето, ја дадовте и диагнозата.
Ама вие си ги бирате диагнозите, јас ви ја дадов и диагнозата за почетоците на султанизмот, ама вие тој период не сакате да го анализирате. Вие рековте дека до таа мера е пасивизирано или неактивно членството на СДСМ, па може би од тие причини се затворени општинските организации. И сега ние треба, по мене, да разговараме за причините за пасивизација, не само на членството. Јас мислам, и би требало да е така, познавајќи историјата на СДСМ, пасивизиран и дел од општеството, полибералниот дел од општеството кон кој што гравитира или гравитираше Социјалдемократскиот сојуз, или би требало да гравитира Социјалдемократскиот сојуз, полибералниот дел од општеството е целосно пасивизиран. Токму заради овие погрешни политики. Ако не дојде до суштинско менување на начинот, пристапот, однесувањето, креирањето на политики, креирањето на активности, тогаш неминовно одиме во една друга крајност за која што не сакам ни да размислувам. Знаете, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бил алтернатива во македонската политика, дури и кога бил опозиција. Сега сме изолирана партија. Сами се изолиравме. Со носење одлука на неидејна лидерска средба. Зошто? Не седеле со криминалци, па седевме ние со Груевски. И тоа докажани криминалци. Мислам, дали ме разбирате? Видете, наместо да наметне улога на СДСМ како раководител или водач или алтернатива или главен носител на општествени промени, ние однесовме партијата во изолационизам. Кој пак ќе ве прашам, кој е концептот бидејќи? Ако велите сте разговарале со Венко Филипче, не сте разговарале за функции, сте разговарале за суштински промени, принципиелни прашања. Добро, принципиелни прашања. Не било тоа прифатено. Ако сега е целта тој да си замине, не се опциите многу големи. Сепак 9600 гласови има зад него, тоа се многу повеќе отколку било кој лидер да биде избран на партиски конгрес во услови кога знаеме како се бираат делегатите на конгресот. Прашањето ми е пуч или сценариот типот на Демократска странка Србија, Демократската партија на Србија, од која што знаеме по тоа што се случи. Ниту еден амбициозен за промени, реформи, водач на партија, не успеа ниту да ја воскресне, ниту пак да пркне на политичката сцена и напротив се остави простор за други. Неколку моменти ми наметнувате. Една политичка партија, ќе почнам од назад на напред, една политичка партија ја има улогата на политичка партија онолку колку што во нејзе има доволно квалитетно кохезивно јадро. Тоест доволно квалитетни луѓе кои што може да ги привлечат остатокот од луѓето со цел да се артикулира определена политичка идеја. За жал, во Социјалдемократскиот сојуз тоа јадро се троши. Тоа се случи на Демократска странка во Србија, го загубија кохезивното јадро. Јас не верувам по таа приказка затоа што знам и комуницирам на дневно ниво со луѓето за кои што веќе разговаравме, значи кохезивната маса која што нема да дозволи да дојде до распад на Социјалдемократскиот сојуз, внатре во Социјалдемократскиот сојуз постои. Ние само сега во моментов треба да ја тргнеме браната која што спречува тоа да се случи. Една работа сакам да бидеме јасни, бидејќи имаше и обиди да ми се импутираат мене пред нова година определени работи. Главен политички противник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ВМРО ДПМНЕ. И околу тоа да немаме никаква, ама совршено никаква дилема. Она во кое што јас сум убеден, со вакво ВМРО ДПМНЕ, како што го имаме во моментот што владее со државата, ако ние успееме во рок од 2 месеца да се консолидираме на следните редовни парламентарни избори, ќе го поразиме. Чекај сега. И сега ние испуштаме таа можност заради определени лични каприци на определена мала групација на луѓе кои што ги монополизираа носењето на политички одлуки. Зошто тој страв да се споменат луѓето се име и со презим? Ако вие имате мнозинско
опозицијско расположение во македонската јавност. Добро. А вие као главна опозицијска политичка партија паѓате во рейтингот или не се качувате, се борите за трето место со ДУИ и со левица. За СДСМ збориме, се борите за трето место со ДУИ и со левица. А се е тоа познато. И ако вие на вас, се е тоа познато, прашањето ако вие имате кои луѓе, како и кога и на кој начин. Просто е, господине Чилегов. Мнозинско опозицијско расположение. Просто е. Редовни избори за председател на СДСМ се случуваат на секои 4 години. Во моментот... Вонредните, вели, вонредните може да се случат, да се распишат во случај на поднесување на оставка, со изгласување на недоверба или со престанок на функцијата по било кој друг Па добро, вие ги читате. Јас го читам статут. Вие ги читате модалитетите. Да. Вам единствена опција вие изгласување на недоверба. Таа, ако убаво се чита статутот, таа може да се случи само доколку вонреден конгрес побара Централниот одбор, нема тоа да се случи, или 1/3 од делегатите, или 1/3 од општинските организации. На која опција работите? Јас се уште се надевам дека ова што го зборувам ќе допре до рациото. Ама и ве не допрело до рациото, вие велите 3 пати се видовте, на крај се раздруживме и решивме да тргнеме по наш пат. Кој е вашиот пат? И тоа ќе го повторам, ако дојде до брза промена на раководењето со СДСМ и креирањето на вакви погубни политики како до сега, во наредните неколку месеци, јас ви гарантирам дека на редовните парламентарни избори Социјалдемократскиот сојуз ваквото неспособно ВМРО-ДПМН ќе го победи. Проблемот е што вие сте свести дека не креирате нешто кон себе од грото опозицијски расположена јавност и упорно се обидувате да се одржите на некои позиции. Борете, и тоа ќе дојде време, ќе помине. Кратка пауза за реклами, па продолжуваме. Се гледате ли себе како еден лидер на СДСМ? Апсолутно е небитно тоа прашање. Прашањето за кое што разговараме вечерва е прашање за креирање на политики кои што СДСМ ќе го вратат онаму кај што припаѓа. А индивидуалните решенија се совршено небитни. Како ќе го вратат? Кога не ми одговарате ни на прашањето како тоа ќе го изведете, а да не биде внатрепартиски пуч или да не биде да се сценарио? Да се разбереме, како и да биде промената, а ќе биде, ќе биде согласно статутот на СДСМ. Ако тоа ви интересира, тоа можам да ви го кажам слободно, согласно статутот ќе... Да преведам, нема да сгрешам, бунт или барање за одговорност на 1/3 од општинските организации. Една од опциите што ги прочитавте согласно статутот, секако мора да биде применета. Една од трите опции. Која ќе видиме? Во кој тајминг? Па очекувам многу брзо. Подобро е за Социјалдемократскиот сојуз, подобро е за македонското општество, подобро е за македонската држава. Тоа да се случи што е можно поскоро, затоа што пак ќе речам со ваква неспособна власт како што имаме во моментов, едноставно нити граѓаните, нити државата ја заслужува оваа власт. Меѓутоа, уште понеспособниот СДСМ нити покажува желба, односно некакво лажно фингирање сега пред Конгрес, да покаже проактивна политика, да креира политики кои што ќе ги стави на лепезата на избор на граѓаните и што ќе го направи субјект. Повторно ви велам, зборуваме со СДСМ кој што се тепа за трето место на македонската политичка сцена. Не го знаем тоа, но го знаеме тоа. Не, ама вие ја констатирате само состојбата. Но еве да се обедам на еден поинаков начин. Се да успее, ќе биде, јас го нарекувам бунт, вие рековте една од статутарните одредби, а тоа е изгласување на недоверба, а тоа може само со 1/3 нов конгрес на општинските организации. Еве и да се случи тоа, што по тоа? Што со идеолошката обезличеност на СДСМ за која, кога ќе ги дознаеме имињата, ќе можеме веројатно да им допишеме до името на секого на делот тие,
да бидам покоректен, колкав е нивниот процентуален внес во таквата состојба. Затоа што тоа обезличување не треба од вчера. Затоа што вие никогаш не сте знаеле да изолирате пораз, да персонализирате одговорност. Секогаш сте силни кога сте на позиција, секогаш сте себични кога треба да се преземе одговорност, кога треба да се подвитка грб, кога треба нешто да и се даде и на партијата, а не само клиентелистички да се искористи позицијата во одредена групација за да се добие одредена функција. Пак ја речам, ја не се обидувам нити имам намера да било кого амнестирам за позицијата во која што е социјалдемократска сила. Па не ве прашав, знаете зашто ви го споменав тоа, затоа што не ми е јасно како тие лица ќе ја донесат промената, при тоа не значи дека одобрувам било што тоа што сега се случува. Па да, ама не значи ни дека тие лица се согласувале со ова обезличување до кое што сега дојдовме. Имало внатре форуми, знаете, меѓутоа имало внатре дебата. Не секогаш сте успеале. Јас лично често сум водел дебати со кои што сум се спротивставувал. И да, имало често различни размислувања. Моето за жал во таа фаза останало малцинство, меѓутоа за тоа сме сега нова денежа. Ајде по-конкретно уште малку. Која е различната матрица или платформа? Каде се загуби социјалдемократијата во СДСМ и каде ќе ја врати? Во клиентизмот, во монополизирањето на носење на одлуки за кадровски и политички решенија и автоматски поставување на послушници на одговорни политички функции внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Процесот на демократизација на партијата... За кој период зборуваме, мора да разјасниме. Дали од 2013 кога вие бевте гласноговорникот на политиките на новиот амбициозен лидер, дали е тоа периодот после 2017, дали е после 2021, со вакви генерализирани оценки како да сте политички аналитичар, веројатно не можете да атакувате на некаква промена. Вие сами очигледно сте го имате видено статутот на СДСМ, статутарните промени за ова што го зборувам, знаете кога се отприлика настанати. Кога вие сте били члени на извршениот центар? Од кога... Последните се од 2024 година, ама оние најстрашните сте ги гласале. Всушност, тој тип на статутарни измени се неопходни внатре во СДСМ. За жал, таква дебата нема или се нуди за да се замачка очи, за да се угуши бунтот на членството кој што е присутен долу на теренот. Ќе ве прашувам за идеологијата. Затоа што се загуби идеологијата. Идеологијата ја губите. Вие добивте власт. Ке ми дозволите ли? Се осврнавте само на големите национални прашања. Да, сте одбрале да ги решавате. Меѓутоа при тоа заборавивте да го негувате социјалдемократскиот субстрат. Еве, најпрактично. Вие се откажавте од еден прогресивен данок. Да не споменувам имења на министри што ги жртвувавте заради XY. Ако вие го употребите статутот на партијата со било какви да се решенијата. Еве и лошиве. Со цел да на определени функции и места ставите луѓе кои што се клиентисти, луѓе кои што немаат политички интегритет и луѓе кои што се послушници. За кого зборувате? Вие зборувам за СДСМ, вие во таа варијанта, за кој период? Вие во таа варијанта всушност ја обезличувате партијата. И на партиските функции и на извршните функции додека бевме на власт, поставувате луѓе кои што не креираат политики, не создаваат, туку се послушници на определени различни нивоа. Тоа не е нешто што доаѓа преку ноќ. Тоа е нешто што следствено се случувало во период и во тој период доаѓате до ова што вие го викате целосно политички обезличени социјалдемократи. Тоа е нешто што буквално ние мораме да го работиме. Една работа да
не не викам јас тоа, ви викаат бројките. Луѓето ви седат дома, не излегуваат, не ве препознаваат и тоа не е од вчера, тоа трае постојано. И на последните локални избори го имавте она, бидејќи мала држава сме ние и се познаваме и луѓето и разговараме дека не можат во СДСМ да препознаат репрезент на нивните политички размислувања. Тоа е нешто што мора да го смениме. Бидејќи за нешто во нешто да влезете, прво ќе треба да се откаже, да се решите. Еве на пример. Луѓето не веруваат во искреноста. Тоа се препознава. Ја сум бил и портпарол, и пратеник, и градоначалник, и луѓето препознаваат кога сте искрени, кога навистина имате желба да го направите или да го смените она за кое што говорите. Кога го зборувате во форма на фоскули, кога го зборувате онака на шина стаено, луѓето не ве препознаваат. Тоа е нешто што ние во иднина мораме да кој да препознаваме за Петре Шелегов, бидејќи вие цело време зад групата која што е вечерва на некој начин ја најавувате, кого се да препознаеме, бидејќи веќе добри 40 на минути останавте на флоскули. Нема стратегија, не ја откривате, дури еве не сакате да разговараме ниту околу она. Кога, каде, како, зошто, кој ја напушти, го придонесе да се изгуби тој социјалдемократски субстрат, бидејќи таа фраза одвоеност од членството, тоа е премногу фразеолошки, бидејќи никој не консултира никого од сите членови. Тоа е повеќе се однесува на принципи, политики, во кои што луѓето и разговори со членството. Тоа се партиски техники. Тоа се партиски техники. Јас говорам за тие принципи кои што некаде се загубија. Се загубија почнувајќи од 2017 година после големата победа. И сите тие имаат име, презиме, актери, директни и оние кои што биле наблюдувачи, можеле да сменат, не смениле ништо. Идејата, ја ве разбирам, окей, вие сте новинари, барате да направиме малку спектакл, лицитирајќи. Не барам да направиме спектакл. Лицитирајќи си, дозволете. Ако веќе сум присутен во вашата емисија, ако веќе пред нова година јавно соопштив определени ставови, веројатно сте и вие свесни дека определена ситуација е сериозно созреана. Немам право и не е коректно заради тоа што се уште тие групации на членство и на различни луѓе на различни позиции во СДСМ гравитираат за да е донесена некаква конечна одлука која тоа ќе се соопшти. Суштината е дека внатре во Социјалдемократскиот сојуз постои сериозно незадоволство од ова што сега се креира како политика на нашата партија. Во истиот момент кога ќе биде зрела таа ситуација, таа ќе биде соопштена на јавноста. Нормално тоа не се прави нити под земја, нити се соопштува на нетранспарентен начин. Битно е дека од внатре оригинерно, од самиот СДСМ произлегува иницијативата за промена. Тоа е многу битно, не е наметнато од никого од нас. Кога ова го најавивте, добивте жесток одговор од Венко Филипче. Оценката беше дека работите и одработувате за ВМРО ДПМН, дека имате, дека не ви замеруваат затоа што имате долгови кои што треба да ги одработите. Јас се уште мислам дека со Венко сме другари. А ќе му правите пуч? Без оглед на квалификациите. Знаете како? Особено во македонската политика. Јас сум бил сериозно активен и тоа го имам осетено на своја кожа. Кога ќе ги оставите луѓето интелектуално и политички инфериорни, они одат на стариот пробан метод, идете на лична дискредитација.
Кога немате што да спротивставите на аргументите за кои што разговараме, вие викате остете го вое ВМРО-ец. Петре Шилегов одработува за ВМРО ДПМН. Кого убедуваме во што? Чекате, вака една работа. Кој е интелектуално инфериорниот тука? Па, актуелниот председател е политички интелектуално инфериорен за тезите за внатре партиските промени. Кога немате аргументи да се спротивставите, ви идете, ќе зборите дека Шилегов работел за ВМРО ДПМН. Јас се извинем. Добро, да не мислеше да немате некои договори за адвокатски услуги со државни институции. Никогаш. Нито во времето на СДСМ, нити сега. Немате ни сега? Ни сега. Кога јас ги објавува бомбите, ги објавува криминалните шеми на ВМРО ДПМН, Венко Филипче се сликаше со Груевски Тодоров. Некои работи треба да се подсетиме и да не ги заборавиме. И сега вие да го обвинувате Шилегов. Ја немам проблем. Бил стручен, бил советник, се тоа е во ред. Ама да му импутирате на Шилегов дека одработува за ДПМН, едноставно тоа е, знаете како, кога немате што да кажете, ај се овој работи за ВМРО. Ја очекувам и после ова интервју дека ќе има сериозни напади по социјални мрежи, што од ботови, што од управувани, што платени текстови, да не се лажеме, у Македонија живееме. Со обид да се дискредитира Шилегов. Најчесто беше Шилегов е пијандура. Не сум свесен за тоа. Зошто? Кога не можете што да му одговорите на Шилегов во тезите, тогаш го дискредитирате лично. Зошто? Што ви е проблем да прифатите? Не знаете да ја раководите партијата, вашето раководење на партијата ја доведе до екзистенцијален минимум, замини си од председател. Толку ли е тешко, мајку? Што една пауза за реклама. Да го заокружиме на прв дел, па подосне малку осврт на промената на промените во локалната власт на Скопје како поранешен градоначалник, бидејќи рековте дека себе си не се гледате лично на лидерска позиција, а не сакавте многу да зборите за тоа што идеолошки треба да се одржи тоа ресетирање на партијата. Еве, во 3 точки и за едното и за другото. Кои се тие 3 точки или 3 карактеристики што според вас треба да ги има идниот, да ги има лидерот кој би спровел вистинско ресетирање на СДСМ, бидејќи велите дека ова сега не чита. Да, прво реков дека е се уште рано да се спекулира зимиња. Јас барам карактеристики на профил, не знам. Па ви одговарам поред. Рано е да се шпекулира со имиња и со амбиции, мислам дека тоа не е време, тоа ќе покаже времето. Лидер е човек кој што околу себе може да собере групација на луѓе, најмалку 5 во македонската политика, 5-6, со кои што споделува исти вредности, вистински вредности, не конјократски, и кој што околу себе после тоа, заедно со тие луѓе, може да креира и артикулира политики во кои што општеството ќе препознае дека е можно да некои од работите бидат сменени. Дефиниција од политички систем прва година на факултет. Да, кои се тие политики? Добро, кои би биле тие политики? Што е она на што би било фокусот да не биде тоа што СДСМ представува денеска или представуваше додека беше на власт, дури бидејќи и тогаш многу одлепи од социјалдемократијата. Знаете како, Македонија во моментов со ВМРО ДПМН, па и во добар дел и со владењето на СДСМ, не е држава што спроведе било каква реформа. Да, ама ВМРО ви ги украде социјалните политики кои што вие ги заборавивте решавајќи наводно големи национални прашања. Она што мислам дека е сериозно битно во Македонија е да направиме сериозна реформа во пензионскиот систем, сериозна реформа во труд и социјала, сериозна реформа во образованието, сериозно да
подобриме улогата на малите и средните предпријатија со цел да ја зголемат продуктивноста за да може да инсистираме на зголемување на минималните плати. Тоа се работи на кои што никој во моментов не работи. Тоа се политики кои што се во основа социјалдемократски политики. Ако гледаме дека имате власт која што тие политики не ги работи, вие треба да ги понудите тие решенија. И согласно тие решенија да ја креирате и политиката на социјалдемократите. Значи, социјалдемократијата не подразбира раздавање на доброто. Напротив, регулирање на правична поделба внатре во општеството. Тоа е нешто што никој во моментов не го работи. Никој не го работи. Имате катастрофални економски политики, имате изолирана позиција на Македонија во моментов. Јас не се сеќам кога последен пат бил странски државник тука присутен. Немате јасна меѓународна позиција на Македонија на геополитиката која што ни се случува во моментов каде што светскиот поредок го менуваме. Имаме. Ние сме во периметарот на двигателите на тие промени. Добро сега, дали сме во периметарот или се само прогласивме дека сме во периметарот е една сосема друга позиција. Меѓутоа, не смееме да ја држиме Македонија изолирана кога имате сериозна тектонско геополитичко поместување во светот и можеби известни измени во светскиот поредок онаков како што го познаваме од после Втората светска војна. Ама да не креирате, да не соопштите, да не дебатирате на таа тема, која е позицијата на Македонија, како ќе се поставиме понатаму. Гледате позиција дека најрадикалниот промотор на бугарската противење на македонското членување или започнување на преговори во Европската унија, сега ќе основа политичка партија, мора да завземете определени ставови околу тие работи. Тоа за жал не гледам дека се случува. Не гледам дека се случуваат сериозни реформи во економијата. Очигледно е дека имаме сериозен буџетски дефицит. Единствената ставка кога управувате со буџет, кога управувате со држава е расходната страна на буџетот. Расходната страна како управувате, значи што не плаќате или дозирано плаќате. Приходната страна е главната работа за која што треба да се разговара. Ако гледате дека тука има аномалии, а СДСМ не се поставува исправно и коректно кон тие аномалии, тогаш веројатно дека некако поинаку се договорени или разговарани некои работи. Не остана многу малку време, го споменавме и оној во делот на вашата и на вашата одговорност и придонест околу некои состојби во СДСМ. Тука некаде влегува и фактот, ви споменав неколку пати, останавте, например, во извршниот на Ковачевски, но некако после поразот се повлековте од јавните коментари, бидна 4 години со мандатот на Даниела Арсовска. Како денеска ја коментирате новата смена на градската администрација, особено со фактот што како стожер, особено на градската инфраструктура, реално он стана 2-3 клучни проекти од ваше време, за кои што, мора да бидеме коректни, бевте буквално распнати. БРТ, мостот во аеродром што се уште никаде не води, мостот тука на Љубљанска што уште никаде не води, пречистителната станица. Тунелот под Лимак. И така. Знаете, Боби, после поразот на локалните избори, јас свесно одбрав да не ја коментирам локалната политика. Мисля, своето мислење, размислување го ставив на извршниот одбор на СДСМ, за жал не ме послуша. Вие како председателите на држава, они ќе си земат пензија и после никаде ги нема. Јас бев сериозно проактивен, никаква одговорност. Тогашниот председател барав СДСМ да одземе ингеренции на неспособната Арсовска, као централна власт, има право владата да го направи, да го номинираме тогашниот председател на градска организација за иден кандидат и да ги дореализира проектите што фактички беа започнати за време на моето градоначалникување. Мојата лична сатисфакција е дека кампањата за минатите локални избори всушност беше, па и на актуелниот градоначалник сегашен, беше надпревар
помеѓу кандидатите кои ќе ги дореализира проектите што ги започна Шилегов. Не е само бендисано или си велите, ако може тоа да се случи, па ме бива и за лидер на партија. И тоа беше да речам за мене лична сатисфакција дека стратешки градот добро сум го поставил додека сум бил градоначелник. За жал, тогаш тоа се заврши, за среќа се надевам дека ќе успее активното градско раководство, уствари и нема, знаете како, 70 милиона евра обезбедени парични средства за реализација на БРТ-то. 150 милиона евра обезбедени парични средства за реализација на пречистителната станица. Тоа се двата фундаментални, да ги речам, завршени мостови, завршен тунел. Треба да направат по некоја експроприација и да изработат по 200 метра булевар, претходничката и сегашниот градоначелник. Готова им е Момин поток, целосно да речам, и како проект, и како таква работа, нека ги земат ловриките. Знаете, тоа се проекти добри за граѓаните, ја живеам во овој град, и тоа се проекти добри за Скопје. Што, да речам, ми дава право дека во суштина имам сериозно квалитетни стратешки размислувања. Не ме слушнавте, тоа беше и забелешката, дали тоа така сега само бендисано си велите, што сум бил паметен, што убави проекти сум направил, па може да ме биде и за лидер. Не е фер, не го кажам само бендисано. Факт е дека се надпреварува сегашниот градоначелник со неговите конкуренти на тие избори, затоа кој ќе ги реализира проектите на Шилегов. Немаме време, но морам да ве прашам, бидејќи навистина ако за нешто голем дел гласно се смеа, тоа беше идејата на Петре Шилегов, Скопје европска престолнина на културата. Номинацијата продолжи, но за жал тие 4 години кои што се случија, многу и наштетија. Од денешна перспектива, сметате дека е се уште возможно тоа да биде успешна иницијатива, затоа што пред се тоа е еден многу поголем проект од список на културни манифестации кои што ќе се случуваат на одредени места во одреден период. Сега ме враќате во тој период, две работи имаше. Лидерски тест, брзо да одговорите за една минутка, а се да опфатите. Бевме предмет на подсмев кога тогаш како градоначелник поднесов иницијатива за Скопје зелен град. Завршивме на 3-то место. Број 1, број 2 бевме предмет на подсмех кога поднесовме кандидатурата и таа беше целосно завршена. Прекидот на мандатот и де факто номинацијата, фактичкото гласање беше останато и го доби господја Арсовска. Да, немаме време. Прашањето е што треба за да се стигне? Срамот би бил голем за сите нас како граѓани. Треба сериозна посветена работа, не волунтаризам, не меѓусебни обвинувања, треба здружена работа на сите, без оглед на политичката припадност, бидејќи Скопје европска престолнина на културата е придобивка на Македонија, не е придобивка ни на СДСМ, ни на ВМРО, ни на Петре, ни на Петко, ни на Јанко, ни на Станко. Значи, ако еднашка разбереме дека треба, мала држава сме, дека многу малку способни луѓе имаме, дека треба тие луѓе заеднички да ги собереме за да се посветиме, да изработиме определена работа квалитетно, ја верувам дека можеме да успееме. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ тема. Благодарам и на вас. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со програмите на ТЕЛ.